Еве во средба со Иван Стојанов, драги наши телевизиски пријатели. Иван е до мене и многу често со него успеаваме да се видиме, али на кратко, во време кога се отвора некоја изложба, некоја промоција на книга и така натаму. Иван е талент од значење за кавадаци, млад човек кој ветува многу, не само во музиката, туку и во други науки. Затоа малку подосна намерно дојдов во неговиот дом за да ви представам како изгледа животот на едно 12 годишно дете кое сега е 6-то оделение, а кое покажува толку богат талент. Здраво, Иван. Здраво. Како си? Добар, добар. Иван, дојдов овде во твој дом за да се запознавам, пред се дека си добар, врвен, квалитетен музичар. Дали ти се чувствуваш така? Па, може да се каже. А што свириш? Па, свирам клавир. Свирам клавир од наводом на околу 2 години, а пред тоа свирев саксофон. Меѓутоа во свирката на клавир покажуваш големи квалитети. Па, сето нешто е во вежбањето. Во колку повеќе вежбаш, толку подобро ќе свириш. Сите овие, ако сака камерата да ги види, овие признани дипломи на меѓународни и домашни надпревари се освоени главно на твои настапи на клавир, така ли? Да. Значи за 2 години ти успеа да направиш една, да не речем, добра, квалитетна мини кариера, која, да не речем, ти дава за можност да кажеш дека си еден од подобрите клавиристи и исполнители на клавир во Кавадарци. Има ли подобри од тебе? Па, секако има врвни пианисти, има пианисти кои свират многу добро и јас имам идоли од нив. Некои од тие ми се мене идоли. И гледам како тие изведуваат музиката и јас пробувам да ја изведам како на нивен начин. Но сепак останувам карактерот да биде мој. Добро, ај малку кажи ни за твојата кариера, како почна да свириш клавир? Па јас клавир почнав да свирам, го оставивме саксофонот и веќе не свираме. Пред тоа свиреше на саксофон, да. да. Се запише во музичкото училиште на саксофон. Да, да. И потоа? Потоа, кај саксофон, учител ми беше професорот Пешо Бошков. Добро, мој добар пријател Пешо. Но се отпишавме од саксофонот и потоа продолжиме да свираме клавир. На чија иницијатива? На твоја или на твоите родители? Па и моја, и на моите родители. Добри. Кога ние се запишуваме на клавирот, ние не очекуваме големи резултати, бидејќи ние фамилијарно сите сме музичари, сега да не биде јас да не бидам музичар, да одам на музичко. Така. Но тоа испадна повеќе, значи ние почнавме да одиме и на надпревари и добро се истакнавме во музиката со клавир. Добро. Ај кажи ни, каде се освоени овие медали и овие дипломи на кои надпревари? Па, овој медал е освоен во Велес, таму добив 100 поени и тоа беше минатата година. Се работи за меѓународен или домашен надпревар? Меѓународен. Добро. Други? Друг, Овој медал? тој е во Софија, во Бугарија. Кога беше во Софија? Па, пред 2 недели скоро. Да. И таму освоив 96-7 бодови со лауреат. Од вкупно 100? Од вкупно 100. Тоа е таа диплома од Софија. Имаше ли конкуренција на овој меѓународен? Имаше околу 30 деца. Други околните држави. поинтересни и по-специфични дипломи што си ги освоил? Па, ова во Битола. Таа беше исто оваа година, мислам оваа учебна година. Интерфест Битола има традиција поодамна за фестивалот. На останатите домашни надпревари? Па, на државниот. Ето тоа е од државниот надпревар. По саксофон мислам дека е таа диплома. Од пред 2 години. Паралелно и саксофонот го тераш и пијанот, така? Па, саксофонот поредко, ама пијаното редовно. Рече дека си од музичко семејство, кои други во твоето семејство свират? Па, мојот брат Стефан Стојанов, он свира исто кларинет и татко ни Горан Стојанов, он исто така свира кларинет. Дали вие правите оркестар дома? Да. Заедно творите или пак... Па, пресвируваме некои композиции, народни песни и така. Ако е татко ти музичар, брат ти музичар, дали некој од
твоите баби дедови се занимавале со музика? Не знам, памтиш ми така? имаат кажувано дека дедо ми свирал на усна хармоника. Како тече твој ден во Па, музичката сфера? во музичка сфера, јас ставам уште рано сабајлето во 6 часот. Јас почнувам да вежбам на клавирот во околу 6 и 10, 6 и Тоа 20. се задолжителни часови или минути што ти си го определуваш, така? Да, секој ден. Добро. И потоа одам на час по клавир и со фешто е музичкото училиште. Кога ќе се вратам дома, повежбам повторно клавир. Потоа одам на училиште, кога ќе завршам наставата таму, јас повторно кога ќе си дојдам ќе се одморам малку и повторно почнувам со вежбањето на клавир. Тешко ли ти е? Не, Не ти е тешко. има време за се и за другарчините и за школото, за се. Тоа станување рано не ти смета воопшто? Не, навика ми стана и Каде го минуваш твоето слободно време? по моето слободно време го минувам повеќе во свирам на клавир, но кога сум многу слободен, со моите другарчи одиме да се возиме со тушаците. И неретко играме и мижи татар. Највечер. Добро да го искористам твоето присуство да кажам дека ти си добар ученик, нели? Па да. Во кој училиште учиш? Во училиште Тошо Велков Пепто. И по математика си особено надарен. Да. Може ли да ни кажеш за таа твоја втора дарба, ако можеме така да кажеме? Јас математиката сум ја сакал уште од маличок. Со дедо ми, кога сум бил маличок, сме играле шах. Тој ме научи да играм шах уште од 4 години. И јас тоа ги добро го совладав шахот. Потоа, кога тргнав на училиште, јас почнав да одам на надпревари по математика. Оваа година бев на општински надпревари по математика, на кој зев прва награда. Потоа бев на регионалниот надпревар по математика и таму зев прва награда. А сега е во очекувањето на државниот надпревар по математика, кој ќе се одржи на 5 мај. По Скопје, тука во Македонија? Па да, во Македонија. Ако ти рече да се одлучиш за една наука, Не дали знам, природната наука или музиката, што би одбрал? ако можам и двете, ама... Кажи ми како е со училиштето, рече дека Па со училиштето добро, да. не ти смета тоа што премногу си фрлен на музиката? Не. Не ти смета. Јазик некој учиш помеѓу време? Англиски јазик ни предаваат во училиштето. Дополнителни часови нешто? Не. Не, добро.
Значи музика, музика и само музика. Колку твоите родители ти помагаат или ти одмагаат за овој твој талент со музика? Тие се најголемите мои поддржаватели. Значи, тие мене поддржуваат цело време во музиката. И јас кога почнав да го свирам клавирот, доколку јас вежував 2 часа клавир тогаш, татко ми беше постојано со мене. И ние заедно вежувавме со татко ми. Еден настап во салата на Кино Балкан ве гледав заедно со брат ти и татко ти како настапувате, многу убаво звучевте. Кога ќе пораснеш, кога ќе бидеш поголем? Може ли е така еден мал мини семејен оркестар да направите? Да. Меѓутоа со намера да настапувате. Да. Можно е, дали? Можно. Да, вие сте супер професионалци, ти и брат ти сте одлични, татко ти е етаблиран и школуван музичар, според тоа може. Добро, ти благодарам. Многу да не зборуваме. Јас предлагам да те чуеме како свириш и да ти посакаме многу успех. Ние како медиум одиме на многу надпревари од културен карактер, па таму можеби во некој од настапите ќе те видим повторно тебе. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Горан, дали си ти виновен во наводници за талентот на овие деца? Прво најмногу ви благодарам што дојдовте денес, вашата телевизија, да го потикнеме во овој ученик и понатаму да продолжи со резултатите. Па вината е заедничка на сите. За позитивниот успех, позитивната вина, најмногу е негова, на неговата наставничка, а може да се каже дека има дел во тоа и во нашата фамилија. За кратко време покажа многу твојот син Иван. Да, по-он е интересен за тоа што стварно за многу релативно кратко време, знајќи дека кај клавирот имаме многу голема конкуренција, можеби како инструмент еден од најконкурентните инструменти, воопшто секаде, не само во нашата држава, дека тоа е тренд во светот. Клавирот се изучува од прво оделение, од второ веќе се почнува да се свири на клавир.
Иван второ и трето одделение свиреше и четврто одделение свиреше на саксофон. Таму имаше високи награди. Значи за многу релативно кратко време во трето одделение се надпреваруваше со пето одделение. За 5 месеци тој освои 100 бода на регионалниот надпревар во Штип. Значи во конкуренција со дечиња постари 2 години. Исто така и на Републичкот зеде прва награда, па потоа продолживме во Србија, Пожаровац, многу познат надпревар за дувачки инструменти, на саксофонот освои прва награда. Значи детенца од трето одделение, каде што не се изучува саксофонот, во трето одделение саксофон не се изучува, тој се изучува од пето одделение, тој се надпреваруваше со повозрастните и ги освојуваше највисоките награди. Во четврто одделение, второто полугодие, тој престана со саксофонот, направи пауза 2-3 месеца, дојде март, април, разговаравме со него, малце тука беше мојата вина, тој кажа дека повеќе не сака да продолжи на музика, но тие зборови, ние сме музичка фамилија, не мора да постигнуваш некои големи резултати. Значи, ние никогаш не форсираме и не бараме од Иван, исто и од неговиот брат Стефан, поточни за него, ќе ви кажам, значи, некои високи резултати. Тук сето го оставаме да поминува спонтано. Колку што можеме, наше е да се трудиме, но не можеме нормално да очкуваме. Значи, постои нели правилото, талентот е 2-3%, работата е 90 и повеќе проценти е работа. Јас секогаш музиката ја споредувам со спортот. Значи, не може да биде добар фудбалер и колку да е талентиран, доколку тој не работи. Талентот е поврзан со работата. Но знајќи го Иван, неговиот карактер, уште како детенце, дека заедно го не представува пречка работењето, јас верував дека тој ќе постигне резултати, но сепак тој нас не изненади. Разговара со наставничката, исто Иван, ете благодарност до неја, јас благодарност Даниела Паланкова Маджункова, за да го запишеме на клавир. Даниела кажа дека е доцна, но во тој разговор исто така беше потенцирано дека не бараме резултати, туку бараме една дружба со музиката. Значи, прв пат беше март, април месец, четврто одделение. Тој се запиша на музичко. За тие 2 месеци, нормално, крај на годината, немаше и некакви можности да... Некакви резултати. Едноставно го немав ни слушнато он што работи со клавирот. Дојде септември месец, прво одделение. Летото на одмор, бевме повеќе пати, на повеќе места, така, викенд одмори. Едноставно не се ни дружевме со музиката, немавме некаков сериозен пристап. Септември месец требаше, при крајот на септември, да настапува во градинката, кај тие најмали дечиња, некој концерт од класата на Даниел. Јас прв пат тогаш се запознав дека тој веќе сериозно почнува дава некои афинитети, големи афинитети кон клавирот. Значи, дете пето одделение, прв пат почнува, дома немавме инструмент, такви инструмент немаме, ние дома имат дувачки инструменти, едната рабука, кларинет, саксофон. Кога ги видов неговите предиспозиции, значи уште во октомври, прв пат во октомври, на 11 октомври, јас му го купив овој електричен клавир. Значи, главниот предуслов, и јас додека бев наставник 11 години, секогаш потенцирав дека главен предуслов е да се има инструмент, за да може да се напредува. Така, го зедовме инструментот, за 5-6 месеци бевме на Републичкиот надпревар, за 5 месеци тој напредна како да свирал 4 години. Оние што ги имаше испуштено години, веќе се доближуваше до подобрите деца во нашата држава. Бевме на КМК, освоивме прва награда, веднаш потоа во јуни месец, значи неполна година со инструментот, бевме во Велес, меѓународен надпревар Арт ин Велес, освоивме специјална награда, 100 поени, и сето тоа беше најмногу негов труд. Тој вежбаше упорно, кога види дека му лежа тој инструмент, како и солистички, и пратички, клавирот е еден од најуниверзалните инструменти, најкомплетен инструмент, го менува целиот оркестар, истовремено и солистички инструмент. Резултатите веќе се нижа за многу кратко, значи за неполни 2 години, за 2 години со клавирот, веќе има освоено, Иван има освоено, колку награди беа во клавирот? Многу, значи. Само оваа година освоивме 4 меѓународни надпревари, 4 први награди. Од кои што Полихимија единствена прва награда, Софија лауреат, многу тежок надпревар во Софија. Во комисијата имаше меѓународна комисија од Јапан, од други држави. Овој во Битола исто би го потенциран интернационален Интерфест.
тој надпревар, председателка на комисијата беше од Италија, позната личност, што учествува на многу меѓународни надпревари. Иван веќе го скренува вниманието. Посебно интересно на тие надпревари, затоа што тие го немат следено претходно, он прв пат се појавува на некои надпревари. Комисијата прашува зашто до сега не го сретна. Кога им кажуваме колку време свири, тоа за нив е малце невообичаено. Каде е овде вториот син? Вториот син, тој е прва година во гимназија и паралелно, воредно, ја изучува и прва година. Веќе ја заврши вчера, ја заврши прва година со просек 5.0. Денес е на републички надпревар по кларинет, на општинскиот освои на општинскиот 100 бода кларинет, на регионалниот исто прва награда. Денес во моментот се направарува во Скопје на републичкиот надпревар. Исто многу добар ученик со просек 5.0, беше дете јавен правобранител, беше во Швајцарија како дете јавен правобранител. Пак ќе се вратам за музика, за крај убав оркестар би направиле, трио, Стојанови, и пробавте 2-3 пати, настапивте во Кавадарци. Да, нашата иднина, сепак, оддел од нашата иднина би било и групното музицирање во нашата фамилија. Ние сме петочлено семејство, односно шесточлено, со нивната баба. Значи, јас имам уште една чиркичка, таа е балечка, сега ќе оди прво одделење. Покажувате афинитети? Покажува афинитети, да, и нивната иднина ја гледам во нив тројцата во тоа камерно музицирање. Значи, двајца брачи и една сестра. Се надеваме дека ќе успееме.